Ова е нашата карпа. Каде е мечот? Ај. Го оштриме. Ја гушкаш? Како што ја гушкаше жилката на Занзибар. Да, Со љубов. да. Сега имам уште повеќе љубов. Да, build up. О, пробај гушнија, многу е мила. Па пробувам мила, простор да добијам. Дај. Вода. Гушнија. Да. Цела. Многу сте убави. Срцки. Дајме малце водичка да пие. Кај е устата? Тук. Тук. Не, овде. Ова е како уста. Солзи изгледаат се. Ја расплави. Ами не плачи, Ја погоди во око. Од љубов плаче. Ајле. Мирисни како мириса камерата. Не мирисам ти. Дој тука кај водава поише, вајде тука го разглобив она. Јас ништо не осеќам. Како мириса? Па можда не мириса, можда само така. Го чувствувам есенцијално. Може би. На газија. Се осеќам дека последни колку 5-6 дена, колку има од тогаш? Четвртокот беше? Не знам зашто ми зборуваш За мојата кој битка. временски период. Аха. Во која што јас бев победник. Раскажи ни за твојата битка. Мојата битка се деси најверојатно пред една недела. Јас прекинав да бидам мрза. И од тогаш, цела недела, сите денови од тогаш, ми се многу поубави и поисполнети. И многу поубаво јас се осеќам about it. И помалку притисок и помалку стрес имам. За иста битка збориме, пошто не знам дали ова има врска со мрза. Што јас мислам дека го збориш. Како бе? Зборам за битката Збори кога за- некни добив и се виткав од болки дома и сватив дека нема никој да дојде да ми помогне и не треба да чекам никој да дојде да ми помогне, туку сама морам активно енергијата да ја насочам кон желба да ми помине агонијата и болката во која што бев. Кога ме кинеше стомак, идев у веце на секој 15 минути, вакво ладна пот ме облеа и грчеви тука имав плюс. Што осети моментот кога нели пошто ти мене ми се јави Да. за ја ти кажав дека имам уште работа и кажа дека ти треба, ама не мора да си доаѓа. Па да, пошо- Као не ме форсираше да си дојдам дома, не ме форсираше, не ти ми кажа кажав- колку ти е битно. И ја дури некни дознав дека тоа ти била најстрашната менструална болка ever. Да. Зашо не ми кажа да дојам? Па пошто кога ти се јавив не беше уште ескалиран тој период. Као ми беше одвратно лошо, ама уште потешкото се деси откако ти реков не уживај. Што не ми се пак Па пошто знаев дека работиш сега, као шо ќе те малтретирам. Мислам, знам дека би ми помогнал, ама вајда сакав сама да пробам да се изборам. Па дали Пошто не можам само да чекам ти да ми помагаш или ти да ме вадиш од гомна или whatever, као ти да бидеш тој. Ти си тој, ама не може да го очекувам од тебе цело време. па Као тоа е треба јас да се изборам малку поише. И тоа и го направив. И затоа, као длабоко во себе, знаев дека треба да се изборам јас сама. И затоа не чувствував ни малку негативна енергија дека ете тој сега таму е, јас тука умирам од болки, тој не се грижи за мене. Ни една таква мисла немав, а порано ми се провртувале и такви мисли. И знаев дека мора од мене да дојде. Као пробав прво да се напив апче, што ретко пијам и не ќам да пијам.
И реков, ајде, пошто не можам да издржам во болкава и многу ме боли се виткам, ќе одам да избегам ментално од болкава, ќе се вратам по пола сат кога ќе почне да удри апчето, да удира апчето. Не е проблем, ќе си пуштам ја серија и готово, ќе се вратам од пауза на работа и се ќе биде средено. Друг ќе ми осреди проблемот. Не бе чупе, ти треба да го направиш тоа. А уствари че ги што направи ти, окей, тогаш се напи апче кога мене кога се Кога ти слушнав се јави не, само што се напи ти тогаш апче. пукна табла. Факти. И пушти серија да гледаш. Да. И уствари се не витка можеше по кревет. не можеше да се фокусираш уопште на серијата од болките, така тоа беше Мислам, можев, ама не беше доволно за да целосно се дефокусирам. А кога ги да, сори. Па почна да ме боли и почнав да да ескалира почна пополека. Кога ги пушти тие вежбите за опуштање и така Јога ствари, позите, да. Да, јога пози за Јога опуштање. позите дојдоа тек во моментот кога одлучив дека не можам да чекам само и очигледно не поминува факинг саат и пол помина, тебе ти е влошена ситуацијава, пребледуваш, нозете ми се тресеа, као 15 пати шетав до ВЦ и назад. Одвратно ми беше. И болката тука беше константна, болката во гради константна, бледа пот, немање енергија. И при едно од тие шетања до ВЦ и назад бев као таква веќе безпомошна и таква се дерам као аман до кога? Ама знаеш како? Не го кажав со лутење, као аман до кога универзуме, туку го кажав као аман до кога што треба уште да направам, ама сама во себе си го знаев одговорот као негинг беше, не беше енгри. Аман до кога прашањето. Да, И пошто сум лигуш и таква само пребаруваме, аман до кога сега ова еве јас се потрудив, ништо не се потруди, оди бори се. Ама од друга страна, вајда овој пат си знаела дека знаеш дека ќе заврши, многу битна ствар, знаеш дека ќе заврши. И само ти е непријатно. Да, така, реално знаеш дека ќе заврши. знаеш дека ќе заврши, само ти е до кога. Да. Ама тоа е, знаеш дека мора да се бориш и мора да мислам, колку повеќе се бориш за да го победиш, толку полесно ќе го победиш, пошто ако само го игнорираш и ова е еден проблем кој што ти си успеала да го победиш, што знаеш дека ќе заврши, али ти дава перспектива на колку и како треба да се бориш, нели, за да ги победиш. И сега ова е ситуација каде што повеќе тест за тоа што си ми имала мене и си можела да ми се јавиш и да речеш Иван дојди. Да бе, можам Али со сепак читови си да одлуч- играм одма, ако Али сакам. сепак си одлучила сама да се избориш со ситуацијата и ти текнува едно време многу пред неколку години кога те напињав дури да пробуваш да правиш работи кога не се толку битни во моментот. Као да ги Само ако ми научиш се као да пружи научиш шанса одредени да работи. искористам. Кога ти се пружи шанса да нешто Да. да научиш, научи го, као вложи се Да. и ќе видиш утре ќе ти послужи за нешто. И стварно за сите работи што сум ти кажал, научи ги, стварно ти послужиле и не си ме послушала. Али мило ми е што овој пат си дури само иницијативно си го направила тоа и си одлучила да научиш како да се справиш сама во таква ситуација доколку си сама. Иако сега, као да, сега не си беше тука, сама, нека- ама имаше можност пак да не не бе. бидеш, имаше можност да тестираш. Тоа, ама знаев дека утре други ден може out of town ќе бидеш или ја ќе бидам out of town, као X причини, као не може секогаш да чекам и да зависам од тебе. Да. Пошто многу често сум го правела. И стварно не било фер, пошто па така ти стварам тебе, не знам, притисок и тензија дека мора и ти да бидеш стално тука. И за битни и за небитни ситници. Не, врска, не е толку за притисокот, туку Ама не. Level up е, само level up. Тоа, као јас се осеќав дека можам сама, као ако не можев, вете ни поинт, знам дека ќе ти се јавев. Ама пази го моментов мене level up е пошто премногу научив од тоа искуство, заради Тоа. тоа што уште тоа до тука застанав преска, кога при едно од шетањата и дури ми беше тешко, кога го кажав тоа аман до кога, одговорот во мене беше откако ти ќе се вложиш. И во тој момент тргнав да размислувам како што може да ми ја подобри Тоест, дури не се ситуацијава. вложиш, да. Да. Откако ти ќе се вложиш, тогаш ќе се да. подобри. И ми текна на дека постојат јога пози или некои такви тегнења што
намалуваат болки менструални. И трчнав на телефон и ги гледам какви се тоа позите, а јас се виткам у кревет, никоја положба не ми е добра и сега треба да се чепатам, да се ширам и си викам, нема теоретска шанса, важи уживај дека ја ова ќе ти го направам сега со овие болки. И го изигнорирав. Ме разбираш, тргнав по патот и пак се вратив назад, се скршнав. Како не се ова ќе го правам. И умирав уште 40 минути у болки. И во моментот кога сфатив дека сум безпомошна и дека немам друго што да чекам да се деси, заради тоа што станав со тешки маки си направив чај од камилица. Станав си наполнив шише вода со топла. Као ствари што ти би ги правил кога би бил тука и би трчал околу мене, што секојаш си тука. И сега претешко ми беше тие ствари да ги направам, не па уште јога ја да тука пози да ти правам. И се виткам и ме боли и не поминува, пробуваш со едно, пробуваш со друго, нозе ми се тресат, се ми се тресе и бев као just fuck it, као немам ништо друго што ми остана да пробам. Остана само да ја сработам ебената работа, до крајот на прокрастинејшнот отидов. Као го потрошив цел прокрастинејшн. А пак се осеќав дека се борам за живот. Да, пошто ако јас сум првично кога ми текнала идејата да правам јога пози, ако сум ја направила, порано ќе сум завршила и ќе ми било болката ќе ми поминала. Но не, јас решив да ја изигнорирам и да се изнасмеаме како не сега ја ова ќе го правам, а не да станам и да го направам. И ме резултирало со регрес, као не во што е обратното од напредок? Уназадување, фала. Уназадок. Не знам што е напредок. Обратно. Братот е обратно. Ме братот. И тоа, и во моментот кога одлучив свесно дека морам јас да дадам напредок, се деси чудо, ме разбираш? Чекај, сега доаѓа најдоброто. Стој. Пошо отидов го зедов метод, го послав, пак претешко ми е да се движам и тргам да легнувам на метод и да почнам да ја правам првата вежба, пошто ги гледав, премирам тука, пребледувам и отклучуваш ти врата. А ти уствари само што почна да ги правиш вежбите, ја тогаш дојдов дома? Као само ментално почнав и се спремав. Уште физички не бев отиде на вежбите да ги правам, ама ментално се насочив таму за да поработам, што не е работа, треба да ми е мерак и уживање да си помагам на себе. Ја малце ко работа си ги доживувам тие ствари и притисок ми ствараат. И во тој момент кога јас сама решив да направам чекор напред, ете ја помошта. И ти влезе во тој момент. И тоа после што се деси, да fucking епифанија и need a break. Уф, не ми се Јас нема врска, јас ти влагаш, ме гледаш умрена. Технички никад не знам како да ти помогнам во такви моменти и само I'm being around. Ја насочуваш цела енергија и желба да ми помине. Да. Па што го правам тоа со тебе? Ти текнува тоа што го зборевме на тераса. Преска за она префрлање на таа негативна енергија. Што значи тоа во реалниот свет? Енергија, пошто не ја гледаме енергијата. Што значи тоа во реалниот свет? Тоа значи ти кога си нервозна, сакаш и мене да ме изнервираш, да јас да бидам, да не си поминувам убаво. Тоа значи као, ако ти вратам, значи дека тоа е више играње пинг-понг. Да. А ти тоа што го сакаш е само да направиш јас да се осеќам лошо, за ти веќе да не се осеќаш лошо, као да ја испразниш твојата негативна енергија колку што можеш, пошто колку што можеш, па затоа што пак ти треба од себе после да генерираш позитивна енергија. Тоа е кога не знаеш да fine balance да направиш дали треба на таков начин да исфрлиш енергијата или не, или као ако премногу кругови си извртел на ај не велам се ништо, и кога ќе пукнеш, пукаш. И мислиш дека имаш право да пукаш, пошто демек еве гледа јас колку сум издржал заради него. Ќе пробам со тоа некако да го поврзам. Па истото се дешава и со добра. Истото се дешава кога добра се префрла. Добра се префрла, негативна се префрла, сега таа негативна не мора да е само, не знам ти нели дали има ова некоја врска со тој wheel of feelings? Emotions, добро? Emotions тоа, да. Ајде. Дали чекај, као чекај, малку се крпам, многу ме сака. Тука е изворот ти. У смисла као не мора сите негативни емоции, не е секоја негативна енергија само поврзана со нервоза или со такви ствари. И со болка, и со
душевна болка, и со психичка болка, и со физичка болка, И со трауми. свето е негативна енергија, и нервоза, и зајадливост, и не знам, лутина. И било каква Тоа е болка исто така што негативна осеќаш, да, енергија. повреденост. Има, мислам, доста очигледно е кои енергии се позитивни и кои се негативни. Така да, дефинитивно, мислам, од тебе, од душата имаше позитивна енергија и тоа стварно го осетив и најверојатно тоа допринесе за све ова. Тој ден? Али да, Да. технички тоа што ја го направив беше одзимање на негативната енергија intentionally, како што тоа го зборевме дека ставам штит и не ти ја сакам таа fuck off Да. негативна енергија. Ова беше intentionally зимање. Што се деси? И ги земав она легна у некоја од тие йога позите. Пробав една и не ја направив. Као, мислам, тешка ми беше, као вака расширена. И одам на втората, и втората беше да легнам вака како подагол од 90 степени, со нозе кренати Нозе на врата. на зид. На зид, ама кај нас празниот зид беше врата. И ги легнуваме двај, ги кревам нозете, ама со газот не бев скроз залепена до крајот на вратата и немав 90 степени, имав тужни степени. Ја викам, неправилни. Викам Иван брилијант. Викам дој понапред, викам со газот, не можам, ме боли. Дој понапред као смисла да ги залепи тачно вака. Да. И викам тоа, и вака и ги дај, легни, ајде демонстрирај, ајде. Дај тука е чисто, нема камења. Не ќе многу имам. Не ми е згодно. I really don't want to. Anyway, лежи вака и ги зимам нозете, као викам, и вака и ги исправувам, кога јас стојам од оваа страна, скроз се исправени. Викам, ајде уживај, ја ќе ти бидам зид. Да, ама мене ми е брилијантно решението што го најде. И како, Ја ќе ти бидам зид. дојде да ми помогнеш и правилно се вклопи. Значи, само доби идеја, пошто не можев да одам понатака, за правилно да ја правам вежбата, си се испика од другата страна и ми го попуни просторот што требаше да го поместам. И пак ми бе прави нозете у правилна положба. И викам ќе стојам тука, као нема што да правам, као како и да бидат иначе прави нозете по 90 степени. Викам ќе стојам вака и стојам тоа имаме слика, слика под горе. Да. И на врска и ги умирам држам со шиша тука. И ги она со шиша доле, покриена и ги држам нозете вака. И тоа само она лежи, мижи, ја боли, се витка и мислам не се витка туку ја боли. Ментално се виткам. Да, ментално се И витка. сакам да се откажам. И таков момент имав. Што значи да се откажеш? Као не можам да прекинам пошто и ова не ми помага. Аха, сакаш да ги и цимнеш такви нозете, предизвици, смисла? да. Што ги надминував и бев као прекини, а што ќе правиш ако ги спуштиш? Као одев до крај. Ја ги наврска и живе, ја ги држам нозете вака тука на стомак, вака тука на груди, на душа. И стварно пробувам да ја дам цела од мојата позитивна енергија, она позитивна, така. Убави. Да бе, Убави се насочуваш вибрации, кон мене, се убаво. Насочам кон тебе и да земам што повеќе од нејзината, као actually болката е возможна да се земе. Да се Да се пренесе. предаде. Пошто и тоа е енергија. Едно е едно е пренесување, сваѓаш као ти што го зборевме претходниот муавет на тераса, извини што се навраќам. Зашо мислиш да не можеш? Што дека ти кога ќе ми префрлиш, јас ако ти вратам ќе играме пинг-понг. А ако ти само ми ја фрлиш на мене, ти ќе се осеќаш подобро затоа што си ми префрлила дел од тоа, ти текна? Да. И уствари тоа е целта, ти тоа го сакаш као да направиш, ја да се осеќам лошо. И ти ако ме видиш мене дека не се осеќам лошо и као кој те еве, ти се осеќаш уште полошо као со бариерата ти ја вратам твојата негативна енергија. Ако ми ја префрлиш, јас се осеќам лошо, ти ќе се осеќаш малце подобро пошто си испразнила, истресла, да, од таа болка. И А вака сега кога ти желен си да ти ја бараш да ја примиш, јас само ти ја пуштам, а не ја насочувам кон јас ја, тебе, ти да, ја пуштам. барам и ја На, земе, насочуваш не, само да, ама така, не. ја пробуваш да ја испиш, пробуваш ти да ја изврлиш. Јас сум тука, као литерали од нозете ти ја зимам, као преблиску си ми и све иде од стапалата, тоа ми го има многу пати кажам, дали си го чула тоа? Да. Дека све иде од стапалата. Кога настинуваш, ради најверојатно е што си газала босе. Јас секад кога настинувам, пошто сум боси Да. газиме на плочки. Пошто цело време газам бос, па дури и на плочки, пошто сегде на сите други месец мрз. Океј, да. Иде многу Енергија. може да се Концентрација спроведува на енергија. све. Па една од 4 места кај што ни е концентрирана најмногу енергијата е мислам. Така стапалата? Абдомен, да, мислам. Да, Некои на окей. кундалини мислам дека ги спомна или Теја не ги каже. Сакам да ги нешто побарам. познато ми е некаде го имам слушнато во овој живот.
Anyway, што се дешава и као после, не знам, 15 минути Па колку вајда таму така, лежеме, 10 на така, она 15 минути лежеше, лежешме, ама као задремавме двајца. Да, задремав и ја вака надоле, мислам да задремав. Медитирав повеќе, некако Да. не знам, као стварно се вложував, али така со опуштена душа како и секогаш. Пошто тоа највеќе ми функционира за било кој работи, за размислување, за одлуки, за све, као стварно да сум опуштен, отворен и све. Anyway, завршуваме после 15 минути и се тргам ја, Кике легнува доле цела на земја. И тогаш више полабаво се осеќаше, така, као кога легна после на земја, кога си отидов јас. Не, ма веќе ми помина Као мене. веќе немаше да, болка? Да, веќе нема болка. Јас седнувам на кауч и сум ова. Се витка од болки, му се сврти. Ми се сврте, ми се слоши, као kind of кога ќе ти падне шекерот од прилика такво Да, чувство, да, као да. ладна пот Најнаш ме облеа, преглед. така ти? Тоа. Се потеше така? Од нигде Истите никаде ладна симптоми. пот. Ми викаш во гради ме стега. А да, тука ме Тоа ми боцка беше срце, ме врвот боцка кога го така кажа. негде. Така ме стегаат гради Така, ме буквално вака. Као ме од тука праша, навака. нели ме праша као у кој правец, као ти го Да. нацртав од прилика Да. и ти рече да, тоа е тоа. Леле, да, и тоа се деси. Тоа е тоа. Така да. И Ништо јас тогаш без бев намешталки, као, кој без кур се ништо. деси? Ама знаеш зошто ми беше толку amazing? Заради тоа што ова досега сме го правеле in reverse. Као јас сум можела главоболка да ти излекувам. След Добро, да тоа ти е пак намалам. масажа. Мислам, и Помага енергија, повеќе масажата, енергија. нема врска, помага масажата, ама јога поза правев и тоа помагаш, имавме и дополнително нешто факт. припомош. Точно, Така точно. што само на глава, барем не знам дали целосно сум ти ја тргнувала главоболката или барем ти ја сум И целосно, целосно. и целосно, да. Као, сме го откриле ова да можам тоа што ти го праќаш према мене, што го нарече good vibes, добра енергија, јас ќе ти го дефинирам што праќам јас кон тебе кога сакам да ти ја излечам со вајда биоенергија главоболката. Јас ќе ти кажам. Да. Јас каде? Не, дополнување имав така, кажи. Кажи. Добро. Јас успевам да се дитачнам од секоја друга мисла во моментот и цела енергија да ја насочам и main task во глава, као сето друго е црно и имаш табла пред тебе и пишува да му помине главоболката на Иван. Така. Тоа ти Ме е главна разбираш? работа. Тоа ми е, успевам се да ченелнам кон тебе и да се изгасам од се друго, пошто реално по колку само информации на минута добиваме. По колку мисли имаме константно да. низ глава во секундата. Па тоа е медитацијата. 40. Тоа ти го овозможува медитацијата и уствари ти Тоа. медитираш додека ме масираш. Јас И- медитирам додека ме масираш. Јас медитирав стоејки Да. со нозете твои на стомак. Да, а јас само се опуштив и бев као фаќето ова е последно што го правам, Ти се нема зашто да препушти. се Да. нема зашто уште да се стискам или да се плашам или да негирам. Тоа е, немаш што да правиш друго. Тереј. Ова е дополнителен аргумент слеш доказ слеш све. Дека стварно кога нешто правиш со љубов, стварно е Да. успешно. Стварно ќе успе. Стварно е успешно, ако не друго, стварно се најголеми шансите да успее. Затоа што тоа значи да прави кога правиш нешто со љубов, као стварно му се вложуваш, као безкомпромисно со се, као стварно се да даеш за тоа. И кога ти е тоа што викаш ти main focus што го кажам, Да. тоа е тоа што го сакаш највеќе И наредно затоа ќе во твојот успее, кога лайфспен. секогаш ќе се вложуваш толку, секогаш ќе ти успева. Извикаш, дур не го завршам ова, не се откажувам. Не ми е И ништо сега, друго битно. Ако Исто се така. форсираш и ако се брзаш тоа да го завршиш, можеби само ќе ти биде isforsirano и нема да го завршиш, као ќе го хефеснеш, пошто не си се вложила доволно затоа што си сакала да го завршиш побрзо. Затоа треба да се дава време на работите и треба да веруваш у работите и стварно кога ќе се комитнеш дека тоа е наредно нешто, тоа е наредно нешто, како да ти објаснам. And you'll do whatever it takes за да стигнеш до тоа нешто. Сега нека тоа се од минимални работи само да се вложиш и да ми ја масираш мене вака главата. Да. Кап 10 на минути до да не знам да бидеш Стигнеш до холивудски таму кај што режисер, да, да, да. ме разбираш и као тоа захтева многу по разноразни ствари праење и не е само праење over and over again Еднаш. со љубов као на едно место насочување, као Да. треба да ја насочиш љубовта кон стварно твојата цел и Нема врска само попратно. да ги правиш сите ситуација, работи мислам. кои што би можело некако да ти помогнат во тоа. Мислам, и да веруваш дека стварно тоа се работите кои што треба да ги правиш за да ти помогнат до тоа.
Ја. И кога е така, е многу убаво. Ој, леле. Тоа е главниот заклучок и најголемата мудрост. Тоа е Тоа е така цитатот на и е подкастот, многу убаво, да. на епизодата однос. Уште еден факт остана што не го спомнавме, а тоа е дека откако ти ми ја зеде и откако се мајндфакнавме дека успеавме да го доживееме тоа, што е само левел ап од ова со главата, заради тоа што досега не сме му придавале толку многу значење, веќе нормално ни станало што можеме да го правиме, ама било на помал реон и помала болка технички, вајда. Пошто мене од сите фронтови ме болеше и умирав, поголема, посериозна болка беше ова. Успеавме поголема болка да трансфернеме и затоа е голем успех за нас. Па мислам дека ова уште од пред главата го имаме откриено кога јас тебе ти ја лечев главата и многу други ствари како само со допир. И као Иван Исцелител. Леле, и тоа го имавме. Да бе. А уште тоа е енергија, као не е некоја најквантна физика у свет, као докажано е дека постои, као религијата и науката се многу блиску, као се спојуваат веќе, не е ништо чудно. Нормални работи се. Така функционира светот. Ама луѓе пак не веруваат. И не го прават или ќе слушаат вакви приказни и се као еј, да, леле, браво, супер. Некои и да веруваат, не веруваат дека они го можат, а тие што не веруваат само не веруваат, не даваат ни шанса. Тоа е затоа што не секој е заинтересиран за све, као некој верува повеќе само на наука, некој повеќе верува само на религија. Мислам, така ги кажувам затоа што тие се као најголемите ривали, не е религија, као да се крстам, него општо, верба. Као врз основа на недокажани факти, али и тие недокажани факти веќе се докажуваат. Колку поише веруваш? Да, мислам, стварно науката, не колку поише веруваш, као веќе стварно науката ги докажува и тие, така што веќе не знам, само си необразован ако не ги разбираш овие работи, тоа, мислам, на ништо без никакви навреди, само тоа е да толку знаеш. Да, ако сакаш да дознаеш повеќе, има начин. Општо човештвото додека да научи повеќе и да ги свати овие работи како дека се стварно постоечки, захтева време. Сваќаш затоа што до сега било само као дека не биле докажани тие, туку биле само така преку мудрости пренесувани, да речам. И затоа што многу луѓе не знаат како да протолкуваат мудрости, не можеле да ги разберат, а тоа бил единствениот начин што до тогаш успевале да го најдат, затоа што само ги знаеле, затоа што само верувале во нив и не знаеле како точно да ги кажат у формула. Да. Да бидат речити и да пренесат. Да. Јасно. Ама бев многу фер и на крај ти реков као, еј, ти ја зедеш што ја зеде болкава, ама ако не најдеш начин да ја трансфернеш, да ја исфрлиш, ќе си ја земам назад, не може сега тебе да те боли. Пошто стварно не е фер, си направив? Не, ништо, зеде да јадеш, електролити се напивме и... да. И скроз ти помина и ти рече, уживај, ќе најдам. И најда? Да, Касно. измедитирав нешто, може да изедов, да, јадев, ајде. Јадеше секако и така лека по полека се оживи. А мене ми се врати енергијата, као се осеќав вака, као изгасени беа светлата, да, и се расцвета. И раце, и нозе, толку после тоа више немаше болки, а? Толку таа после Толку, ништо после. Damn. Ич. Ти преес како се почтипнав тука, као многу ме болеше, знаев дека се изиритирав, пошто знаев дека долго ќе ме боли, пошто видов колку ме почтипи скоро помодре. И со дојде ти... шкафчето? Да, со шкафчето, дебилно шкафче. И дојде и као буквално малку се задржа и ја бев тука, као 10 секунди. и верува во тоа дека можеш да ме излекуваш. Да. И ме излекува. Се грижиме за нас и нашето тело. Болката, сега сум Лилјаков. Зашто? Лилјаков? Во усните. Зашто би бил Лилјаков? Затоа што ти си Лилјакова, мислев дека ми пренесе не е од ова Лилјакова? Лилјаковата енергија. Добро. Ватка панта? Како си се дупам. Така, убаво е да се трансфернува енергија. Не, затоа што болката
Многу поише иде од мозокот него ли од the actual место, мислам, многу поише. Па не. Као, тоа се рецепторите, као до мозокот праќа и све, као ако стварно ако мислиш позитивно е многу полесно да се излечиш. Yes. Затоа што не само што ти ја скратува болката, затоа што ја не мислам дека треба болка да се скрати само како болка, туку actually да се исхила Да, стварта, а не само да, затоа што за болка имаме милион табли, разбираш, како у аптека, без лична карта. Така да не е тоа поентата, поентата е да стварно барем даеш се од себе, не викам дека таблите се не да даеш се од себе, туку стварно да го излечиш местото. Таблите само ја Не, да мислам, си го тие чуваш конкретните мозокот табли за кои што излечен. зборам, да си го чуваш мозокот излечен, за да знае он да лечи, пошто стварно он диктира многу работи. Не сите, многу. И уствари, кога со мозокот праќаш позитивна енергија и мислиш позитивно, го лечиш местото. А тие таблите, ме пукнеш аналгин, само нема да те боли, а не значи дека немаш ти тука внатрешно крварење или не знам што. Не. Така, тоа е разликата. Затоа ти и да дупнеш за да не те боли, као стварно биди Тоа е позитивен. бегањето, затоа Тоа е ја реков, бегање, се тоа е напив бегање. апче и чекав да избегам од болката, за да као дошол некој што неќеш да се поздравиш дома на гости, мајка ти те тера да не излезеш и Пробаш ти да те, неќеш. да не те видат пробаш под да не те маса. видат. Се дешава таму тоа што се дешава, си оди она, па тоа што ти доаѓаш ти пак ла, се е супер. Да. И не јадеш од тоа за гостите. И не јадеш од тоа за гостите. Па не Але јадеш пошто не многу ја искачеш. сакам карпава. Има ли уште водичка да ја даеме? Водичка остана Нема? многу малку. Зашто не фокусира? Еве бе ќе. Не мора. Па не мора, ама Одлично. замисли да допреш. Замисли каква ќе биде, а? Имаме нов објектив. Да. Дојди тука, значи простор ти правам. Звуците на природата. Звуците на гуштирите. Звуците на раперите.